Истекува уште еден мандат на актуелниот градоначалник Николчо Илиев, а како и во претходните остана нерешен проблемот со условите на жителите на старата касарна, како најголемо и најопасно жариште во центарот на градот. Од снимките што денеска ги направи телевизија Кочани може да се видат згрозувачки призори од смет, искршено стакло, расфрлани предмети и неподнослива реа. Состојбата е таква што речиси е невозможно да се сврти круг околу спомен дома тасно. Уште подраматично е во дворот околу касарната, каде од измети и ѓубришта нема каде да се нагази. И тука мини депонија од секаков смет. Полски нужници ја надополнуваат неверојатната гледка за времето во кое се случува. А од касарната кон првите куќи и улици се слеваат отпадни фекални води кои ја засмрдуваат околината. Од собранието колку пати кажаме да дојдат ово ѓубре со камиони нека фрлат. Они не доваѓат, не ни рачунат луѓе. Па сите кој? И од озгоре, од малото носат тука, не само ние. Од касарна само се ние сме прлави. Народа и од таму, од мало доваѓат тука со колички фрлат ѓубриња. Не само ние. Искочваме и ние од тука. Со деца живееме тука. Со деца живееме гревота. Они не ни израчунат. Да, угаде што живееме ние. Не живееме ние, кој знае дека. Они не У излажат колку депонија, пати. точно, депонијата е почисто сигурно од тука. Зашто не ни дават тие социјални Нека ни станови? помогнат. Или кажат ќе ни градат горе куќи. Типски куќи. Шо не ни градат? Шо не селат од тука? 23 фамилии сме тука. 23, а ја 20 години живеам тука. Деца раснаа тука. Сакаме да ни домуват. Доста више тука трпиме ово. Домување сакаме, шо поскоро. Годинава, иако се најавуваше и беше на повидок решавање на проблемот со изградбата на 20 типски куќи и уривањето на касарната, сепак проблемот околу локацијата или нешто трето го блокираше проектот. Како што стега стојат работите, проблемот ќе остане во наследство на новиот совет на општина Кочани, односно новата власт, кој ќе треба да најде начин како да се справи со предизвиците.